Тутунски комбинат во Прилеп денеска започна со откуп на тутун на 20 на пунктови во Прилеп и сите околни општини, како и во Радовиш. До Пладна имаше откупено некаде околу 3,5 тони, а до крајот на овој прв ден од откупот, според директорот Александар Алексовски, се очекувале да бидат откупени 5,5 тони по просечна цена од 375 денари за килограм. И годинава, како и лани, тутунски комбинат очекува да откупи околу 2 милиони килограми. Алексовски истакна дека тие како комбинат не можеле директно да влијаат на покачувањето на цената, но потенцираше дека во моментов се водат преговори со откупувачите, но не можел да каже како истите ќе завршат. Денеска имавме борд на директори и на бордот на директори е донесена одлука дека доколку дојде до покачување на цената на откупениот тутун во иднина, сите кооперанти што предале тутун ретроградно ќе им биде исплатена разликата. Така да во тој поглед сметам дека кооперантите можат слободно во секој момент доколку се спремни да го донесат тутунот на откупните центри во Тутунски комбинат Прилеп. Во поглед на исплатата, веќе е договорено и дефинирано да се врши исплата на откупениот тутун 2 пати неделно, во вторник и во петок. Што значи дека секој што би донесол тутун за 2, 3 до 4 дена максимум ќе се ги добие парите за предадениот тутун. Тутунарите тактизираат и се уште не го носат тутунот за предавање во големи количини. Ретки се оние на пунктовите кои што предаваат по само некој картон со тутун, но и тие очекуваат зголемување на цената. Велат дека никој не сака да работи земјоделие, особено тутунопроизводство со вакви ниски цени. Прва класа тутуна е супер. Очекувам нешто да покрена цените. Барем да дојде тутунот до кај 500 денари. Да бидеме задоволни. Имаме представници, тутунски здруженија. Зато ги плаќаме. Дека се бора, не знам дали сте биле в поле, да видите, освен пензионери, млад човек нема. Никако. Како? Неće да работа. Нивите се празни. Никој не сака да работи земјоделие. Готово. Тоа е. Нека се мислат тие што се платени за тоа. Другите откупни центри низ целата држава, Тутунски комбинат од Прилеп планира да ги отвори до крајот на наредната недела.